Good evening, this is Peter Vrtkovski on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушате најнови соопштенија од Ньюкасел и околината и поважни вести од Македонија, како и нешто и за здравието. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкасел, Австралија, Пеце Вртковски. Да ги проследиме соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Утре, понеделник, 1 јуни, втор ден, духов ден. Вторник, 2 јуни, трет ден, духов ден. Среда, 3 јуни, Свети Константин и Елена. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој четврток од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после се дава ручеко. Сите заинтересирани за овај ручек во четврток, јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434 429166 и кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овој ручек е $20 по лице со 4 врсти јадења. Да најавиме нешто ново за игралната група и македонското школо. Како што знаете, досега се одржуваше тренинг во среда, а сега секој петок ќе се одржува часови по македонски јазик од 5:30 до 6:30 после пладне и од 6:30 до 7:30 ќе тренираат игралците од Стив Наумов. Значи секој петок во нашиот македонски културен центар. Имаме две наставнички кои ќе ги учат децата македонски јазик и македонска култура. Да проследиме нешто и за Константин и Елена. Тежок и голем ден. Овој извор денеска е најлековиот во Македонија. Православните христијани денеска, 3 јуни, го празнуваат светиот цар Константин и неговата мајка Елена.
царот Константин Велики и неговата мајка царицата Елена за нивните заслуги во признавањето и ширењето на христијанството. Светата црква ги прославила за светители и рамноапостоли, што значи по значењето рамни на апостолите. Царот Константин спаѓа меѓу најзначајните личности во историјата во човештвото. Бидејќи по подолго прогонување на христијанството, тој е првиот влател на големата римска империја што е признал ова вера. Марко Цепенков забележал дека во Прилеп Свети Константин и Елена биле покровители на баздригјанскиот трговскиот еснав. Нивниот празник, кој го викале Свети Цареи, го празнувале на 21. мај, по стар стил. Под манастирот Свети Наум Охридски чудотворец до самото езеро има извор со лековита вода. Според верувањата, ова вода секогаш е лековита, но најмногу на празникот Свети Константин и Елена. Според едно предание, Свети Наум му рекол на таткото на една ќелава девојка да појди на денот Свети Константин и Елена под карпата каде што течела вода и да ја измие девојката. Така направил и таа веднаш оздравела и пораснала убава и густа коса. Од тогаш на празникот на Свети Елена и Константин редовно ода луѓе да се мијат со водата од изворчето под карпите на манастирот Свети Наум. Таа вода е лекоита и друг пат, ама на празникот најмногу, заклучува народниот раскажувач. Празникот Светиот цар Константин и Светата царица Елена. Македонската православна црква и незините верници слават празник посветен на светиот император Константин и неговата мајка царицата Елена. Се верува дека овој празник е многу важен за сите жени по име Елена. На тој ден треба да отидете во црква и да запалите свеќа за мачениците кои ги дадоа своите животи во одбрана на христијанството. Обичајот вели дека 3 пати треба да се миете со света црковна вода и така ќе го исчистите вашето тело и ќе излечите од болести. Константин Флафи Валерий, подоцнежниот император Константин I е роден во 274 година во Наиш, во Ниш, на таткото Константин, Хлорус и мајка Елена. По смртта на неговиот татко во 306 година војската беше прогласена за Август ко владател на северозападниот дел на Римската империја од страна на армијата. Иако бил политист, тој бил љубезен кон христијаните. Веднаш по приемот на престолот, императорот Константин имаше тројца големи непријатели: тиранинот Максинтин во Рим, скитите на Дунав и Византија. Пред борбата со Максинтин, според традицијата на небото се појави сјаен крст како знак на победа со зборовите "Победи со ова". Тој наредил големиот крст да се носи пред војската и ја завршиле ова борба како негова голема победа. Веднаш потоа Константин го издал славниот едикт во Милано во 313 година, со што се стави крај на прогонот на христијаните. После победата над Византија, тој изградил прекрасен главен град на Босфорот и го нарекол Цариград. Кога царот се разболел, апостолите Петар и Павле го повикале и го советувале епископот Силвестер да го крсти. После тоа ужасната болест исчезнала од неговото тело. Света Елена, мајката на царот, работела напорно за верата на Христа, а кога била во Ерусалим, го нашла светиот крст Господов и ја изградила црквата на Воскресението Христово на Голгота, а потоа и многу други цркви во светата земја Израел. На 80 годишна возраст ова света жена починала во 327 година, а царот Константин живеел уште 10 години по неговата мајка. Починал во градот Никомедија во 337 година, а бил погребан во црквата на светите апостоли во Цариград. На овој ден важно е да ја прочитате ова молитва.
Господи, откако го виде на небото знакот на Твојот крст, слично на Павле, не од луѓе беше повикан Твојот апостол меѓу царевите. Престолниот град во Твои раце го предаде, па по молитвите на Богоројца, секогаш чувај го во мир, единствен човеколюбче. Родители на Константин му беа царот Констанци, Флор, а царицата Елена. Флор имаше уште едно дете и други жени, но од Елена го имаше само овај Константин. 3 големи борби имаше Константин кога се зацари. Една против Максимин, тиранин во Рим, друга против скитите на Дунав и трета против византиците. Пред борбата со Максинци, кога Константин имаше голема грижа и се сомневаше во својот успех, му се јави стред бел блескав крст на небото, сиот закитен со звезди, а на крстот стоеше напишано: со ова победувај. Восхитен царот нареди да му исковаат голем крст, сличен на тој што му се јави и да го носат пред војската. Со силата на крстот, тој стекна славна победа на бројно над мојниот непријател. Максенци се удави во реката Тибар. Веднаш потоа Константин го издаде прочуениот едикт во Милано во 313 година за престан на гонењето на христијаните. Откако ги победи византајците, тој изгради прекрасна престолнина во Босфор, која што оттогаш се нарече Константин Поло. Но пред ова Константин западна во тешка проказна болест, лепра. Жреците и лекарите го осветувале да се бања во крв од заклани деца, но тој тоа го одби. Тогаш му се јавија светите апостоли Петар и Павле и му рекоа да го победи епископот Силвестер, кој што го излечи од страшната болест. Епископот го поучи во христијанската вера и го крсти, и проказана исчезна од телото на царот. Кога во црквата настана раздор, разумот, смутливиот Ери, царот го свика првиот Вселенски собор во Никија во 325 година. Овде се осуди ереста, а се утврди православието. Благочествата мајка на царот Светата Елена равнуваше устредно за верата Христова. Таа го посети Јерусалим и го пронеде честниот крст Господов и на Голгота ја изгради црквата во Воскресението и уште многу други цркви по светата земја. Во својата 80 година ова жена света се представи кај Господа во 327 година, а царот Константин ја надживеа мајка му за 10 години и се упокои во својата 65 година, во 337 година во градот Никомидија. Заминативко без збор, како да не сме биле ништо. А во мене уште гори се што со тебе го доживеавме. Секој пат ме враќа назад, каде што срцето те знае. Уште те чекам, дојди ми пак, во секој стив те чувствувам. Не си далеку, ти си во мене и кога волам те сакам. Се уште те чекам, слушни ме сега, ноќва по тебе горам. Врати се мила, барем на миг, да не те сонувам сам.
Kada si svega kaži mi, da li ti me posakuvaš ili sum samo spomen što ti kogo zaboravaš. Sekoj pat me vraća nazad, kada što srce to te znaje. Sve ušte te čekam, dojdi mi par, po sekoj zid te čustvuvam. Ne si daleku, ti si vo mene, i koga bola te sakam. Sve ušte te čekam, slušni me sega, noćva po tebe gora. Vrati se mila, barem na mig, da ne te sonuvam sam. Ako te vidam, je zastane vreme to. Ako te dopram, je oživea sve ušte te čekam. Sve ušte te čekam, sve ušte te čekam. Vrati se mila, ne si daleku, ti si vo mene, i koga volam sve ušte te čekam. Pozdrav ti braćan, drugar star, daleko roden kraj. Pamtiš li što zboruva me, koga se zboguva me? Koliko ja ljube Biljana, koliko bez neke soneja. Sakavme da se zemime, ja spoj do se razdelime. Druga ljubav ne sakam, druga da ljubav ne možam. Ostane sam vo tugina, ostane sam bez Biljana. Druga ljubav ne sakam, druga da ljubav ne možam. Ostane sam vo tugina, ostane sam bez Biljana. Jedno celo toplo leto, bezmerno se ljubevme. Brgu dojde rana jesen, žalno se razdelivme. Zajedno so pticite, let nad vone poznat kraj. Ljubov misli tagi moj, soneja mi ostanaja. Druga ljubav ne sakam, druga da ljubav ne možam. Ostana sam po tugina, ostana sam bez Biljana. Druga ljubav ne sakam, druga da ljubav ne možam. Ostana sam po tugina, ostana sam bez Biljana.
што ти праќам другар стар, далеку од роден крај. Памтиш ли што зборувавме, кога се збогувавме, колку ја љубев Билјана, колку без реке со неја, сакав да се земиме, јас мојдов се разделивме. Друга љубов не сакам, другата љубов не можам, останав сам во тугина, останав сам без Билјана. Друга љубов не сакам, другата љубов не можам, останав сам во тугина, останав сам без Билјана. Да проследиме нешто за председателката на Македонија. Нобеловците ја цитираат македонската председателка за најгорливата глобална тема. Кога А1 го дава одговорот за секунда, нашиот мозок преминува во режим на мирување, наведуваат лауреатите, цитирајќи ја македонската председателка. Светската асоциација на лауреатите, која обединува добитници на Нобеловата, Тјурингова, Фолвова и Ласкерова награда, 3 месеци подоцна повторно ги актуализира и објави ставовите на македонската председателка Гордана Селјановска-Давкова, оценувајќи дека незините пораки за вештачката интелигенција и образованието оставиле силен печаток во глобалната дебата за иднината на човештвото. Станува збор за светскиот самит на лауреатите, еден од најпрестижните меѓународни собири на научници, интелектуалци и добитници на најзначајните светски признанија, каде централна тема е односот меѓу човечката и вештачката интелигенција. Во својата објава, асоциацијата пренесува дел од говорот на Селјановска-Давкова од светскиот самит на влади во Дубај, каде таа предупреди на последиците од прекумерната зависност од вештачката интелигенција. Кога А1 го дава одговорот за секунда, нашиот мозок преминува во режим на мирување, наведуваат лауреатите, цитирајќи ја македонската председателка. Во објавата се издвојува и незината оценка дека светот и натаму функционира според 200 годишниот пруски модел за едукација на дигиталните староседелци. Ако образованието остане фабрика за дипломи и транспорти за податоци, ризикуваме да станеме дигитални слуги, контролирани и надминати од алгоритмите што ги користат технолошките елити, наведува Светската асоциација на лауреати, повикувајќи се на тезите на Селјановска-Давкова. Решението премин од полнење на мозокот кон палење на креацијата, љубопитноста е единствената искра што А1 не може да ја реплицира, објавува Светскиот самит на лауреатите, пренесувајќи видео од говорот на председателката Селјановска. Една желба имам, роден крај да одам, родна куќа да видам. Низ двор да се шетам, таму да се сетам, кај се родив и пораснам. Низ двор да се шетам, таму
Доаѓа голем христијански празник, кои обичаи треба да ги знаете за Духовден. Традицијата на одбележувањето е проследена со низи специфични обреди, меѓу кои ставање ореови лисја во облеката, што во пракса служи и како заштита од молци. Македонскиот народ се подготвува за одбележување на Духовден, еден од 12 најголеми црковни празници кој нема класично предпазнетство во православниот календар. Овој ден го означува последниот празник од Божиот домострој и представува директно исполнување на старозаветните пророштва за дарувањето на Светиот Дух врз луѓето. Традицијата на одбележувањето е проследена со низи специфични обреди, меѓу кои и ставање, како што рековме порано, ореови лисја во облеката. Во минатото верниците масовно ги кителе црквите, гробовите и своите куќи со зелени гранки, гледајќи во обновата на природата символ за обновување на сопствената духовна сила. Во одредени региони се изведувале и масовни обреди со принесување курбан во планините за заштита на полињата од градобињни облаци, каде жените пееле посебни молитвени песни. Како уште еден специфичен детаљ, во Гевгелиско се брзало јачмено да биде дожнеан точно до Духовден, бидејќи се верувало дека потоа почнуваат силни ветрови кои го уриват родот. Да ја слушнеме убавата песна на Драган Трајановски. Песната носи наслов Навет. Преубава е. Слушајме. Srce vo mi gori, da ja
Нешто за здравието. 3 или повеќе јајца неделно го зголемуваат ризикот од срцеви заболувања. Консумирањето на повеќе од 3 јајца неделно ја зголемуваат опасноста од срцеви заболувања и рана смрт кај луѓето во однос на оние кои јадат помалку јајца, се наведува во ново истражување на медицинската школа при Северозападен универзитет во Чикаго. Јајцата, особено жолчката, се главен извор на диететски холестерол. Јадењето дополнителни 300 мг холестерол на ден го зголемува ризикот од срцеви заболувања за 3,2% и на оној од рана смрт за 4 до 4,4%. Едно јајце содржи 186 мг холестерол, наведува во извештајот одговорниот за испитувањето Виктор Жонг. Истражувањето се заснова на податоци од 29.000 американци со просечна возраст од 17,5 години. Од нив 5.400 имале срцеви проблеми, а 1.300 биле случаи кои завршиле со смрт.
vечно kraj tebe. Најбезбедна држава за патување во 2026 година. Најновото истражување на туристичката агенција Бекруш Хатавеј Травел ги открива најбезбедните земји за патување во 2026 година. Станува збор за годишна ранг листа која веќе 10 години ги анализира државите според нивото на безбедност за туристите, при што се земаат предвид политичката стабилност, инфраструктурната завиеност, како и стапката на криминал. Според експертите на врвот на оваа листа се наоѓаат држави кои важат за мирни и стабилни дестинации, но секоја од нив има специфични карактеристики на кои туристите треба да обрнат внимание. Годинава за најбезбедна туристичка дестинација е прогласена Холандија. Според анализата, земјата се издвојува по големата безбедност за жени, заедницата и туристи од различно потекло. Сепак, во поголемите градови, особено во Амстердам, најголем предизвик за посетителите представуваат велосипедски патеки со интензивен сообраќај. На второ место е Австралија, поради ниската стапка на криминал и стабилниот општествен систем. Сепак, туристите се предупредуваат да ги почитуваат строгите правила за влез во земјата, особено во однос на внесување храна од растително и животинско потекло. Дополнително се нагласува и потребата од внимание поради специфичната флора и фауна, каде одредени животни можат да представуваат ризик доколку не се почитуваат безбедносните препораки. Меѓу државите Австрија за прв пат се најде меѓу водечките безбедни дестинации, што се препишува на стабилната политичка состојба и добро организираните институции. Сепак, експертите советуваат дека повремени протести можат да представуваат ризик поради што се препорачуваат внимателност. Следна држава е Исланд, Ирска, која со години важи за една од најбезбедните земји во светот, но оваа година бележат благ пат на ранг листата поради зголемена вулканска активност, која повремено влијае врз авионскиот сообраќај и туристичките рути. По неа доаѓаат Канада, која се смета за една од најстабилните држави со ниска стапка на криминал и развиени јавни сервиси. Сепак, во поголемите урбини средини се препорачуваат внимателноста поради можни мали кражби и безбедноста на возилата. На листата се најде и Нов Зеланд, познат по својата природна убавина и мирна атмосфера, но туристите се советуваат да бидат внимателни при посета на планински и авантуристички локации, каде условите можат да бидат непредвидливи без соодветен водич. На седмо место е Швајцарија, која важи за една од најстредните и најбезбедните земји во светот, но експертите предупредуваат дека најголемите ризици се поврзани со природни појави како лавини и нагли временски промени во алпските региони. Веднаш по неа е Јапонија, која е меѓу земјите со најниска стапка на криминал, но туристите треба да внимаваат на строгите мерки поврзани со внесување лекови и други производи кои можат да бараат посебни дозволи. На последно место од листата е Ирска, која се издвојува по високото ниво на безбедност и стабилност општа состојба, но експертите предупредуваат дека туристите кои не се навикнети на возење по левата страна на коловозот треба да бидат дополнително внимателни во сообраќајот. Majko stara, sino tvoj se oženi, nevesta si, sema mlada, sve krva si
tvoj se oženi I vo kuća lična sna Tebe kjete od meni Ajde, ajde da pa nabije Ta sreća majko ne se krije Zaigraj so pogača voraka Sedom moma što ja sakam Ajde, ajde da pa nabije Ta sreća majko ne se krije Zaigraj so pogača voraka Sedom moma što ja sakam Vesela si, majko stara, kuća sna dočeka. Blagoslov ti, davaj se gas, rekni da sme do veka. Vesela si, majko stara, kuća sna dočeka. Gospod reka, dava majko, od nas mili vnučinja. Ajde, ajde, da pa nabije Ta sreća majko ne se krije Zaigraj so pogača voraka Sedom moma što ja sakam Ajde, ajde, da pa nabije Ta sreća majko ne se krije Zaigraj so pogača voraka Sedom moma što ja sakam Ajde, ajde, da pa nabije Ta sreća majko ne se krije Zaigraj so pogača voraka Sedom moma što ja sakam Ajde, ajde, da pa nabije Ta sreća majko ne se krije Zaigraj so pogača voraka Sedom moma što ja sakam Сообщение од свештеникот Пецо Петровски. Утре понеделник 1 јуни, втор ден, духов ден. Вторник, 2 јуни, трет ден, духов ден. Среда, 3 јуни, Свети Константин и Елена. Службата од 9 сатот цабајлето. Да најавиме нешто ново за игралната група и македонското школо. Како што знаете, досега се одржуваше тренинг во среда, а сега секој петок во нашиот македонски културен центар од 5:30 до 6:30 македонско школо, од 6:30 до 7:30 играорците од Стив Наумов. Значи секој петок. Имаме нови наставнички кои ќе ги учат децата македонски јазик и култура. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно до слушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 на минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle in Hanta. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.